Да, прво прашање имаме точна пресметка. Секоја категорија на пензионери според висината на пензиите ќе добија различна сума, меѓутоа таа ќе изнесуваше од 1200 до 1500 денари. Еве сега. Значи има категории на пензионери на кои што за 50% име скратено зголемувањето на пензиите. Во однос на блоковите, сметам дека е тоа добра политика. Ајде да видиме како ќе одлучи секако Уставниот суд. Меѓутоа за појаснување на граѓаните станува збор за 4 блока согласно потрошувачката на одредена количина на струја. Колку повеќе граѓаните трошат, толку е поскапа струјата. Кога се воведоа блоковите, околу 1% од домакинствата трошат близу 20% од струјата. Значи некој кој што не го интересира колку е цената на струјата, троши многу. Што се постигнува со блоковите и зошто сметам директно да одговорам дека треба да останат? Поради тоа што се постигнува две работи. Прво, се штитат семејствата и второ, се стимулира заштедата на електрична енергија. Значи секој кој што е рационален, секој кој што може да води сметка, да штеди струја, прво ќе плаќа помалку, со тоа е заштитено семејството, а второ се намалува и се штеди системот со намалена потрошувачка на енергија. Значи сметам дека треба да останат. Дали координаторот на академичката група на Спасовски побара разрешување и ако е така, кој би бил неговиот заменик или наследник? Да, тоа се случи помеѓу двата изборни круга, меѓутоа причина за тоа беше едно недоразбирање од техничка природа, кое што го расчистивме во меѓувреме. Ја разбирам неговата реакција во однос на тоа прашање, поради тоа што тоа доведе до една така непријатна ситуација, меѓутоа која што ниту беше намерена, ниту тенденциозна. Како и да е, после разговорите и после расчистувањето на тоа недоразбирање, сепак Оливер Спасовски ќе остане координатор на партијничката група. Станува збор за некои технички детали околу начинот на споделување со политичките партии на тој документ. Дали се точни информациите за разрешување на уште еден подпредседател на партијата Станислав Григориевски и дали тоа ќе биде може последната промена која што ќе се случува или се најдуваат други промени во ръководството? Добро, во текот на оваа недела ќе имаме заседавање на телата на партијата и тука ќе бидат назначени двајца нови подпредседатели и ќе има измени и во извршниот одбор на партијата. Тоа ќе случи во текот на следната недела. Освен Крајановски се знае за година? Па ќе биде познато до крајот на неделата. Сметате ли дека 0,4% од БДП е доволно да се одвои за судството и како гледате на целиот овој наратив што се создаде околу платите на судиите и обвинителите и пораките кои што доаѓаат од власта? Сметате ли дека тоа може да биде за притисок? Прво мислам дека начинот на комуникација на власта, односот, зборовите кои што се користат не се соодветни. И мислам дека се срамни. И мислам дека се недолични. Понатаму, еве да го повторам ставот. Сметам дека е тоа еден од начините се направи дефокус од вистинската работа и потреба која што оваа влада повторно не ја прави, тоа се реформите. Никој од ниту еден сегмент не бара само дополнителни пари без реформи. Не, луѓето бараат реформи. Бараат подобар систем. Тоа бараат граѓаните. Сака да живеат во подобар систем, во подобра држава, со подобра јавна администрација, со подобро образование, со подобро здравство, со подобро судство. Тоа го бараат судиите. Ако за прв пат во историјата се обединиле сите судии и му се обраќаат на премиерот, извините, кавајето е кај него. Дали во секој систем и во сите групи, во сите институции има луѓе кои што на некој начин со своето несоодветно однесување и постапки прават терет врз целиот тој сегмент? Да, има секаде. Еве да збориме за било кој систем сагат. Ама мнозинството луѓе, значајното и силно мнозинство на луѓе бара систем, бараат реформи, бараат прогрес и преку тоа повисоки примања. И тоа е нашиот пат. Тоа е нашиот пат. Тоа е единствениот излез од оваа ситуација во која што не стаи владата, таа е тешка периферија на Балканот. Така да резимирам, сметам дека приоритет треба да бидат реформите во правосудството, преку кои што ќе се постигнат две работи. Ќе се постигне подобар систем, подобра функционалност и поголеми примања за сите кои што работат во тоа, и тоа е начинот како ќе се зголеми довербата во правосудството. Нема друго, нема
чаробно стапче, како што нема за ниту еден сегмент. За жал гледаме стагнација во сите сегменти, за жал. Гледаме дека нигде ништо не се прави, ова е само еден дел. Гледайте што се прави во здравството, например. Ништо, излегува со едно страшно сознание министерот за здравство после колку време министерување, и тоа сознание дека во здравствениот систем, замислете, работат 15.000 доктори. И министерот Азир Алиев е изненаденото. Тоа е некое сознание. Сега ќе се правеле програми за специализација согласно вистинските потреби, па тој нема поима дека така е со децении наназад. И во држава ја менаџираат луѓе кои што немаат капацитет за ништо. Така се случајно поставени, само за да врват бизнис интереси на една мала група на луѓе, зашто почнуваме еден серијал на страшни скандали од утре, со серија пресконференции, па да видат граѓаните кои луѓе блиски до владата, што прават и што всушност се случува зад завесата. Да. На 11 јануари, дали имате и во други општини, освен Маврово и Росуша, кај што имавте во првиот? Не, остануваме само таму со кандидат. Како што бевме во првиот круг, да. И постои ли неединство во раководството на СДСМ и која е причината за практично останувањето на лидерскиот раководство? Добро, има тука некои конкретни специфични работи, неединство нема, има нешто што ја многу го почитувам на секој ниво на раководството, на највисокото раководство, извршниот, централниот одбор, пратеничката група, тоа е различности во мислењето. И тоа е тоа што нас ни дава можност да споделуваме, да дискутираме и да на тој начин ги градиме најдобрите политики, излекувајќи најдоброто од сечи едно мислење. Благодарам.